Сити Мол не го цртав, ја ви го црташе Андре Петров. Абе како не е битно, ќе ги направите глупостите, после демек вие ќе ги решавате. Вие демек сте блиски со граѓаните и вие се грижите за нивните проблеми. Значи ќе ја направите глупоста и после глупоста ќе си има свои последици и нема проблем, после вие ќе ги решавате проблемите. Ќе ја направите глупоста кај општина Карпош, место све тоа да биде општина Карпош, ќе уцртате маркици за да може да им се врати земјиштето назад, ќе уцртате бензинска пумпа за да изгубиме паркинг просторот и после вие ќе ги решавате проблемите на граѓаните на Карпош 3. Пошто сте многу способни. Да подсетиме уште еднаш. На местото на Сити Мол беше вцртана општина Карпош, полициска станица за Магдалена Несторовска, има кај да ја шета униформата за незе, и трета работа беше пензионерски дом уцртан. Значи извонредно решение. Зошто? Зашто полициската станица Карпош се наоѓа сред населба, нема добра комуникација. Значи ова веднаш излегува преку Манапо булеварот, излегува на Илинденска или на Партизанска, значи може брзо да реагира да действува. Тоа беше изводено место за локалната самоуправа да се наоѓа на булевар и во исто време пензионерски дом, тој беше најблиску до улицата Илинденска, што значи возрастните луѓе да може да користат Вардар како шеталиште и така натаму и така натаму. Сега, по моето заминување од општината Карпош, големиот градоначелник од Социјалдемократскиот сојуз, ова го промени, ама не се кавате зошто? За потребите на оној Мишковиќ, се кавате оној што свирише на клавир од Вучич, оној со авиончето што леташе од овде од Македонија. Заборавивте, нели? Оној истиот кој што 75.000 евра му префрли на старец кој што поима нема за да се направи тој урбанички план. Пошто многу носот сака да ти брка криминали, да отвори си го тоа досие, да видиш на кого му биле префрлени 75.000 евра од сметката на Мишковиќ. На кој старец кој што поима немал овде. И кој стоел за тие 75.000 евра и на кому старецот ги дал тие 75.000 евра, него му останале 5.000 евра, за денеска го имаме Сити Мол и за да граѓаните на Карпош имаат проблем. Местото на трговски центар во Карпош му беше кај што е Меркатор. Значи се наоѓа меѓу два големи булевара, не го ремети животот на граѓаните кои што се во урбана зона и ако не сте знаеле, значи секаде овие големи трговски центри се прават малку понастрана од градот, токму ради овие причини зашто го загрозуваат животот на граѓаните кои што живеат околу. Ако сте оделе во Белград, знаете кај е Ушче, знаете кај е Делта, ако сте оделе во Грција, исто така знаете кај е Космос. Меѓутоа, 75.000 евра што се дадени на сметка на старец од 80 и кусур години кој што поима нема зашто ја отворил сметката и фирмата, си ја завршија својата работа, за денеска го имаме Сити Мол и денеска овие спасители од Социјалдемократскиот сојуз кои што многу го слушаат гласот на народот од Карпош 4, све кај нив се обраќаат и вие сте и така треба. На вистинското место се обратиле кај вас, кои што сте ја направиле глупоста со Сити Мол. Ние сега ги решаваме последиците ваш. Она што нам ни преостанува како локална самоуправа, значи им нудиме квалитетно решение на тие граѓани. Своите возила да им бидат на суво, да им бидат сигурни, да бидат под камери, значи под видеонадзор, да си ги остават возилата на сигурно, тоа е значи само 100 метри од нивниот дом да пропешачат и да ја земат својата кола, ќе имаат картичка и така натаму и ништо повеќе од тоа. И уште едно да ве прашам. Со кој памет цртавте уште еден трговски центар онде кај што е Алумина? И тоа е исто во зона улица Прашка. Ја гледате ли која димензија е улица Прашка? Цртавте и таму трговски центар и што ќе се случеше ако тој трговски центар се изградеше и со тафталиче? Значи, тогаш кога ќе ви сметките кои ќе ви проработат, вие се губите и не знаете што е интерес на граѓани, интерес на општини, ама потоа кога ќе бидат последиците, тогаш викаше, ама тоа бил некој пред нас. И уште еднаш ве подсетувам, отворете си да видите Мишковиќ на кого му префрлил 75.000 евра и убаво е да си направите истрагата. Не е застарено делото.